Добар ден! Глобализацијата во автомобилската индустрија не познава за граници. Многу познати производители се определуваат своите адути да ги произведуваат низ сите светски меридијани. Таква е и денешната прошетка во автомагазин, конкретно низ сите светски меридијани, од каде ви носиме интересни новитети од автомобилската индустрија. А што се однесува до домашните теми, на тест го имавме Mitsubishi Space Star. Но, веднаш под рекламите, се враќаме со нашите содржини. Запознајте ја новата звезда во флотата на Mercedes-Benz. Новата Е-класа, која го прави секое ваше патување. Патување во прва класа. Mercedes-Benz. The best or nothing. Дами и господа, од сега 16 е вашата омилена бројка. Замислете, Toyota Auris, Toyota Avensis и Toyota RAV4 со било кој пакет на опрема ги добивате со неверојатни 16% попуст, а вашиот нов автомобил ќе има 6 години вистинска фабричка гаранција. Но побрзајте, имаме само 16 вакви возила. Прашањето е дали вие ќе бидете еден од 16 срекници. Ова е Toyota, а врвните понуди изгледаат вака. Toyota, always a better way. Да се создаде моќен мотор е како креирање на неодолив парфем. Се селектираат најдобрите состојки. Така, тој ќе ги поттикне твоите чувства, кои ќе ги паметиш до крајот на својот живот. Peugeot 308 со 1.6 Blue HDI мотор за 190 евра месечно. Designed with a little more attitude. Mazda 6. Mazda. За ситуациите во кои што сте без решение, земете семеен пакет Одличен 7 од Евроинс. Пакетот вклучува патничко, домаќинско осигурување и осигурување од незгода. Одличен 7. Квалитетно осигурување за квалитетен живот. Кина не само што е најжителна држава во светот, туку е и најголем светски автомобилски пазар. Во годините, кога беше рецесијата во автомобилската индустрија, многу производители го најдоа јажето за спас токму на кинескиот пазар. Оттаму и Пекинскиот мотор шоу е од извонредна важност за сите светски производители. Кина како пазар е специфичен, па затоа и светските производители имаат специјални модели развиени за кинескиот пазар, а многумина од нив и се произведуваат токму во Кина. Пекинскиот мотор шоу пред неколку дена ги отвори вратите за своите производители, па да видиме европските премиум брендови како настапија на овој сајм. Кинезите се мали луѓе по раст, но сакаат големи автомобили, па така изненадувањето на Мерцедес за салонот во Пекинг е представувањето на Е-класата долга скоро колку С-класата, вкупно 5063 мм. Секако сета разлика во должината отиде на сметка на задната клупа, која профитираше со 134 мм екстра простор за нозете на повластените патници. Тие ќе може да бираат помеѓу два различни карактера на дизајнот, спортски и класичен.
Преведено на обичен јазик, тоа значи дека ќе може да ја добијат со две различни маски на предниот дел, исто како и верзиите за другите пазари. Она што не е исто е имплементацијата на грст естетски солуции кои може да се сретнат кај Мајбах. Забележете го задниот столб и триаголното стакло во него, например. Овој едноставен детаљ ги задржува хармоничните пропорции и динамичноста на елегантна појава и покрај издолжениот покрив. Согласно с намената на внатрешноста и оваа лимузина претрпе таков третман. За вниманието посветено на комфорот за патниците назад говори преклопливиот централен наслон за раце, кој е загреван и има сопствено осветлување. Во него се вградени и USB порт, екран чувствителен на допир, систем за бежично полнење на телефонот, како и држач за чаши со контрола на температурата. Од Мерцедес велат дека долгата Е-класа поседува и неколку нови технички решенија. Посебно се истакнуваат само паркирањето, активниот темпомат кој функционира при брзини до 210 км на час и системот за задржување на лентата на возење кој сам врши корекции со управувачот до 130 км на час. Оваа варијанта на Е-класата на Мерцедес со долго меѓуоскено растојание ексклузивно е наменета за кинескиот пазар и нема да се појави никаде на друго место во светот. Ке се произведува во погоните на партнерскиот Beijing-Benz Automotive, со засега единствениот потврден дволитарски турбобензински мотор. Лани Мерцедес во Кина продаде 364.000 возила, што е за 35% повеќе од полани, додека продажбата по првиот квартал годинава порасна за уште 39%. Германците не заборавија да споменат и дека годинешниот март е 37-ми последователен месец во кој продажбата во Кина достигнува рекордни величини. Вкусовите на купувачите на најголемиот автомобилски пазар во светот не ги игнорираше ниту BMW, кој за салонот во Пекинг подготви серија премиери. Меѓу нив најзначајна е продолжената верзија на најмалиот баварски кросовер X7, за кој веќе не ни може да се каже дека е мал. Доказ е должината од 4,56 метри, која на патниците назад им додава помеѓу 5 и 18 см екстра простор за нозете во зависност од поставеноста на задната клупа. Тие сантиметри што нема да се искористат ќе ги изголемат багажниот простор, во кој во најраскошната форма ќе собере дури 675 литри. Но големината на овие бројки не се пренесе и во предниот дел на BMW X7, барем не целосно. Основната верзија на овој модел ќе биде задвижувана со трицилиндричниот 1,5 литарски мотор со 136 конски сили. На кинеските купувачи на располагање ќе им бидат уште два посилни агрегати, спарени со 8-степена автоматика. Широкиот избор опрема вклучува и скапи нешта како што е Harman Kardon аудиосистемот. Како до почетокот на продажбата на оваа неочекувана продолжена верзија на X7 остануваат уште неколку месеци, сите детали не се познати. Сигнализирајќи развој на комплетно нов модел, Volkswagen T-Prime GTE најавува дека владењето на Touareg на врвот на краткиот синџир на спортско корисни возила на марката речиси е завршено. Моделот што ќе произлезе од него ќе биде поголем за полесно да го носи товарот на новопојавената конкуренција во скапиот дел од сегментот. Тоа јасно го покажуваат неговите димензии, должината од 5007 мм и широчината од точно 2 метра, додека задржаната височина од 1,7 метри навестува дека ќе биде помалку теренски ориентиран.
На тоа сугерира и хибридната погонска група со 375 конски сили, чиј електромотор е вграден во кукиштето на трансмисијата. Сета оваа коњица се пренесува на 4 тркала преку 8 степена автоматика и 4 motion систем со перманентна распределба. Со полн ангажман на електриката, просечната потрошувачка според пропишаниот метод на мерење застанува на 2,7 литри на 100 километри, додека без неа изнесува се уште одлични 8,1 литар. Полнењето на батериите трае 8 часа. За забрзувањето до 100 му требаат 6 секунди, а максималната брзина изнесува 224 километри на час. Големиот премиум теренец во својата концептна форма промовира и нов дизајнерски пристап, кој контроверзно обединува посмирени линии и поагресивни стилски детали. Заради тоа и T-Prime GTE визуелно делува некако резервирано и сталожено, како да не се плаши од жестината на пазарната битка во која ќе влета. Но затоа кабината ги пречекува патниците со футуристички дизајн, а речиси сите команди се извршуваат преку чувствителни на допир површини. Сепак, каков и да ви е персоналниот впечаток од дигитализираниот интериер и севкупно од овој концепт, јасно е дека Volkswagen веќе е подготвен со полна брзина да тргне во остварување на плановите за проширување на своето кросовер портфолио. После него треба да следат Tiguan со продолжено меѓуоскино растојание, средно големо спортско корисно возило за неевропските пазари и два помали модели базирани на Golf и Polo. Германската марка, која долг низ децении во Кина е на домашен терен, го прикажа и големиот Fideon, за кој погрешно мислевме дека е наследник на конечно пензионираниот Phaeton. Друштво му правеше еден од клучните играчи на тамошниот пазар Маготан, во кој и нема што многу ново, бидејќи се работи за локална верзија на Passat од пред 2 генерации. Ауди го избра кинеското тло за представување на новиот TT-RS. Овој единствен модел на марката кој нема ниту една бројка во ознаката меѓу двете своји генерации и нафрли толку мускули на себе што Порше може да се почувствува загрозен. Инженерите од Инглштад од познатиот, но доработен 5-цилиндричен мотор со 2,5 литри зафатнина извлекоа точно 400 конски сили. Колку тие го прават спортското купе со 4 прстени лудо брзо, јасно кажуваат перформансите. Катапултирањето до 100 км на час трае само 3,7 секунди, а максималната брзина му се искачува до 280 км на час. За споредба на суперспортскиот R8, кој има 540 конски сили за спринт до 100, му требаат 3,5 секунди. Родстерот е малку побавен заради поголемата тежина, но затоа го има истиот разорен звук на сега алуминиумскиот мотор. Во споредба со стандардниот модел, ослонувањето е за 10 мм пониско и може да се подобри со адаптибилните магнети крај амортизери. Традиционално погонот е на сите 4 тркала преку 7 степен менувач со двојна спојка. Опција со мануелна трансмисија не е понудена. Пакетот кој чини 66.400 евра вклучува и бројни напредни технологии, но меѓу нив не се и за прв пат употребените OLED задни светла, како и за многу друго. За нив ќе треба да се доплати. Audi TT-RS, кој е наменет за глобалниот пазар, ќе го видиме на патиштата на есен. За тоа време кинеските купувачи ќе можат да се насладуваат со продолжената верзија на A4, наменета ексклузивно за нив. Формулата е позната. Во должината, растегната на 4,8 метри, тој ќе ги угостува патниците со повеќе луксуз од нам достапната верзија. Од неа се преземени и двата TSI мотора, со кој ќе биде достапен со 190 и 252 конски сили. Кватро погонот и 7-степениот менувач со двојна спојка се стандардни.
На искушението од сладкиот пазарен колач не остана имун ниту Јагуар, кој специјално за таму ја подготви продолжената изведба на XF. Големата лимузина, која сега е уште поголема, со плюс 14 см меѓуоскено расстојание, ќе ги разнежнува добростоечките кинези, барем оние по-конзервативните. Помладите по години и во душа повеќе ќе ги интересира отворената верзија на Range Rover Evoque, која е визуелно идентична со европската. Деталите и за двата нови модела на фирмата од Ковентри не се објавени, но не би требало многу да се разликуваат, иако ќе бидат локално произведувани во соработка со Chery. Новата фабрика, прва надвор од Велика Британија, е отворена лани и има капацитет од 130.000 возила со алуминиумска архитектура. Инвестицијата од скоро $2 милиарди за неа кажува доволно за значењето на овој пазар за британскиот производител. Кадилак некогаш беше символ на луксузот на тркала, доказ за постоењето на американскиот сон. Но потоа дојде германската коњица зад која тој остана да каска. Упорно држејќи се до традицијата, General Motors ги губише позициите и пред налетот на специјално за Соединетите држави креираните јапонски премиум марки. Моделите на Кадилак цело време беа технички напредни, но едноставно не ги провоцираа доволно купувачите. Така од Кадилак остана само името. Се до скоро. Со зачекорувањето на марката во вториот век од своето постоење, нештата започнаа да се менуваат. За да се покаже тоа, требаше малку повеќе време и поенергична акција, која дојде заедно со промената на номенклатурата во именувањето на возилата. Честа прв да ги носи новите ознаки ја имаше сосема новиот модел CT6, кој дојде на врвот на понудата, прекинувајќи ја практиката и најголемите лимузини да имаат погон на предните тркала. Технички брилијантна, лесната платформа направена од 11 различни материјали, меѓу кои интензивно доминира алуминиумот, штеди 100 килограми. Така, иако е долг 5,2 метри, CT6 тежи помалку од 1,7 тони. Тоа значително помага и за агилноста која сепак кај вакви лимузини од второстепено значење. Но во светот во кој бројките владеат, постоењето моќни машини е предуслов за некој да ве свати сериозно. Тоа CT6 ќе го прави со нов 4,2 литарски V8 мотор кој со помош на двата турбокомпресора ќе има доста повеќе од 400 коњски сили. Колку точно се уште не е познато. Затоа пак се знае за V6 агрегатите кои ќе ги има два, 3.0 и 3,6 литарски. Првиот се со турбо надполнење и 400 коњски сили, а вториот атмосферски со 335 коњи. Во духот на новото време, во CT6 ќе се најде и дволитарски 4-цилиндричен мотор, од кој инженерите на General Motors имаат исцедено здрави 272 коњски сили. Истиот тој мотор ќе биде основа и за хибридната верзија, за која е интересно дека ќе се произведува во Кина и ќе се увезува во Америка. Во сите изведби CT6 ќе доаѓа со 8-степен автоматски менувач, а опционално ќе се нуди и со погон на сите тркала, кој стандардно испраќа 20% од силата напред, а 80% назад. Новиот лидер на луксузните американски автомобили ја предводи и дизајнерската револуција на марката. Неговиот изглед представува своевидна интерпретација на златокоса девојка, нешто што колку и да се трудите нема да го забележите. Наместо тоа ќе добиете слика на автомобил кој сака да доминира со привлеченото внимание. Но за вкусовите не треба да се полемизира, посебно не со американците. Тоа не важи и за цените. Cadillac CT6 ја собра сета слава на едно место благодарение и на податокот дека основниот модел чини $53.500, што е далеку под конкуренцијата. Cadillac е една од најстарите марки во светот и го има заслужено своето место во историјата на автомобилите. Од она што го гледаме за неа, има место и во иднината. Со развојот на CT6, Cadillac конечно започна вистински да се враќа во мислите и желбите на купувачите.
Кадилак ќе се консолидира на домашниот, односно американскиот пазар и оттаму, судејќи според моделот CT6, ќе се обиде да ја освои Европа. А Европа ја освојуваат веќе 2 децении возила кои ги кршеа сите правила на автомобилските вкусови кога се појавија. Спортско корисни возила, кросовери, теренци, наречете ги како сакате, но тие стануваат се попопуларни. Не е исклучок ниту македонскиот пазар. А што не очекува во 2016 година на нашиот пазар, кои новитети ќе се појават, ќе видите во следните неколку минути. Теренски, кросовер или спортско корисно возило. Наречете ги како сакате, но ги има се повеќе. Најновото доаѓа од Рено и спротивно на најавите дека ќе се нарекува Макстон и понатаму ќе го носи истото познато име Колеос. Новиот модел покажува колку се сериозни французите околу проширувањето на својата гама теренци. Тие не се откажаа од Колеос дури и кога купувачите го сторија тоа, покажувајќи дека веруваат во него и покрај слабата продажба. За 8 години во Европа вкупно се продаде во едва и над 100.000 примероци. Затоа и беше потребно, ако не да се ребрендира, барем да се репозиционира. Речено сторено, и Колеос сега е за 15 см подолг. Меѓускиното растојание му е скоро исто, но и покрај тоа неговите креатори се фалат дека има рекорден во класата внатрешен простор. Во меѓувреме, страстите на купувачите на вакви возила ќе ги расплантува Масерати Леванте. На италијанското првенче долго време се чекаше, но се исплатеше. Со право за него велат дека е 100% Масерати. Тоа го докажува и со мускулестата и спортската каросерија. Нескриената агресивност се доживува со било кој од понудените агрегати, бензинските со 350 и 430 или дизелот со 275 конски сили. Тие несомнено ќе му помогнат да се искачи на врвот на желбите на секој од нас. Во тоа малку ќе му запречи Jaguar F-Pace, кој како синоним на традицијата и иновативноста ќе ја представува марката во овој нов за неа сегмент. Ентузијастички поддржан од моќното име и целиот имидж што тоа го носи, F-Pace е нешто помал и значително поевтин од италијанскиот му конкурент. Но затоа ништо помалку интересен. Со умешноста и талентот британските дизајнери креираа возило на кое тешко може да му се одолее. Типичните за марката надмени линии формираат елегантна целина во која се препознава дека најблизок роднина му е спортскиот седан XE. Освен изгледот, заедничка со него му е и алуминиумската структура, која заедно со композитите и магнезиумските делови ја олеснуваат работата на современите и моќни мотори. Нив ги има вкупно 5, 3 бензински со 240, 340 и 380 конски сили и 2 дизела со 180 и 300 коњи. Помалите се со работна зафатнина од 2 литри и погон на сите или само на задните тркала, додека поголемите 3-литарски мотори исклучиво доаѓаат со интегрален погон на 4 тркала. Мануелната трансмисија е достапна само во основната дизелска изведба, за која Jaguar гордо истакнува дека емитува само 129 грама на километар јаглерод диоксид и просечно троши 4,9 литри на 100 километри. Компресорскиот V6 од F-Type, кој ќе се наоѓа на спротивниот крај на понудата, се гордее со поинакви бројки. Забрзувањето до 100 за 5,5 секунди и електронски ограничената максимална брзина од 250 км на час. Но и покрај импресивната на ваквите перформанси, и F-Pace, како и другите, ќе мора да му се поклони на новиот крал на сите спортско корисни возила, Bentley Bentayga. Иако самокрунисан, тој заслужено се наоѓа на тронот. На овој свет дојде со брзина од 301 км на час. Овозможена е од 12-цилиндричниот мотор кој своите 608 конски сили ги истиснува од 6 литри работна зафатнина. Нивното користење во секакви услови е овозможено со супер способниот погон на сите тркала со 8 режими на работа. Бројната електроника контролира многу работи, меѓу кои и воздушното ослонување, а не изостанува ниту во служба на комфорот. За него сметаме дека е излишно да зборуваме, бидејќи не само што се работи за еден Бентли,
туку и затоа што чини 160.000 фунти, односно 210.000 евра. Тие го прават најскапото сериско спортско корисно возило на денешницата, титула која ќе ја задржи барем до доаѓањето на теренскиот првенец на Ламборгини, моделот Урус, но за него во некоја друга прилика. Порше си е Порше колку и да е мал. По Бокстер наред за преименувањето дојде и на Кајман, на кого му е придадена новата ознака 718. Во пакет со неа дојдоа и 4-цилиндричните турбомашини Боксер се разбира. Поголемата е од 2,5 литри и 350 конски сили, а помалата дволитарска со 50 коњи помалку. Тие се виновни за половина секунда помалото забрзување до стотка, кој кај моделот со S во ознаката изнесува 4,2 секунди. Разлика има и во максималната брзина, доколку некој може да ја почувствува помеѓу 275 и 285 км на час. За подобро справување со неа шасијата е подобрена со подсврсти пружини и стабилизатори, а амортизерите прилагодени на новиот карактер на купето. Корекциите на најмалиот Порше се заокружени со цена која во Германија стартува од скоро 52.000 евро. Додека во Западна Европа сегментот на мали автомобили, односно наречениот Б сегмент, бележи одлични продажни успеси, на нашиот пазар работите стојат диаметрално спротивно. Малите градски автомобили како да се борат да преживеат на нашиот пазар. Еден од тие борци е и рестилизираниот Mitsubishi Space Star, модел кој го замени познатиот Colt, а веќе втората, односно рестилизираната генерација е присутна на македонскиот пазар. Mitsubishi имаше многу поплаки по разни прашања што се однесува до овој автомобил, па затоа рестайлингот е искористен за да се дотераат дизајнерските пропусти. Тоа е евидентно веќе и на предниот дел на новиот Space Star. Додека димензиите останаа исти и непроменети, Mitsubishi ветува многу измени не само на изгледот, туку на опременоста, но и на однесувањето во сообраќајот. Бидејќи ова е еден типичен градски автомобил кој може да се испроба, односно да заврши работа и на подолги релации, одлучивме денеска да го испитаме неговиот ориентир, односно неговата вокација како градски автомобил токму во град, во скопските улици. Градските автомобили се скроени да бидат извонредно употребливи во градски услови на возење, но и да пружат добра солуција за транспорт на средни раздалечени. Со таква идеја е конструиран и Space Star. Иако има мали и компактни димензии, тој во внатрешноста е голем автомобил. Зборувам голем бидејќи на седиштето, возачкото седиште, се чувствувам сосема удобно и пријатно. Во самата внатрешност забележливи се површини изработени од груба пластика, но иако тука е штедено, Mitsubishi и во средното ниво на опременост ни приредува големи изненадувања. Да почнеме од цената. 9.900 евра е добро димензионирана цена за овој тип автомобил. Но, кога ќе видите дека во внатрешноста имате и пијано финиш, сјаен лак на одредени површини, потоа кожен волан, темпомат, Bluetooth поврзување и се разбира клима уред, а да не заборавиме и алуминиумски тркала, тогаш се добива една сосема поинаква слика за малиот Space Star. Тој нараснува во вашите очи.
Што се однесува до рестайлингот, многу работи не се сменети. Направени се оние задолжителни потези кои ја подмладуваат не само изгледот, туку и трајноста на моделот. Па затоа Mitsubishi Space Star треба да биде подобрен во повеќе работи. Пред се, тие работи не се видливи за голото око. Инженерите на Mitsubishi ги прифатија стоички оние сите критики кои беа упатени на првата генерација на Space Star и затоа тие се отклонети. Подобрена е амортизацијата, потоа многу се забележува дека е работено на управувачкиот систем кој сега е далеку попрецизен и ви дава чувство дека возите вистински автомобил. Кај претходната верзија тоа беше изоставено чувство. Направена е промена и на предното подпирање. Засилено е и многу подобро го чувствувате целиот автомобил во возење. Што се однесува до возењето во градски услови, Mitsubishi Space Star се однесува како риба во вода. Тој е конструиран пред се да ви го олесни движењето во градските улици. А какви се улиците во Скопје и сами знаеме, не би сакал многу да ги дискутирам, бидејќи сообраќајот, особено во централното градско подрачје, се може да се нарече најкратко хаотично и непредвидливо. Затоа се гледаат квалитетите на Space Star. Иако движењето е многу споро, чувствувате дека е поработено и на звучната изолација. Се разбира дека не е направен максимум, не е извлечен максимум, но кога зборуваме за овие мали автомобили, звучната изолација е повеќе од задоволителна. Што се однесува на агилноста, јас немам поголеми забелешки. Трицилиндерскиот мотор работи сосема добро. Тоа е задржано исто и од неговиот претходник, а силата од 75 конски сили е сосема доволна и за пристојни меѓузабрзувања. Моторот дава еден специфичен звук типичен за трицилиндерски мотор. Но овие забелешки паѓаат во вода кога ќе го видите резултатот на потрошувачката. Во градски услови на возење, кога не можете бргу да возите и не развивате поголеми брзини или пак не сте толку груб со педалата за забрзување, тогаш добивате извонреден резултат. Резултат кој просечно покажува 6,2 литри. Може би тоа некој ќе каже дека е многу, но сепак зад испод хаубата имаме бензинец и тоа трицилиндричен. Јас можам да се обложам дека потрошувачката ќе биде и пониска од 6,5 литри, кога, како што се вели народски, ќе легне моторот. Низ градските метежи можете лесно да се пробивате. Малите димензии, добрата управливост и доволната агилност на моторот прават да се чувствувате многу динамично во градска средина. И додека го возам Space Star во градски услови на возење, во очи паѓа и неговата ергономија. На самиот управувач ги имате потребните команди не само за аудио уредот, туку и за Bluetooth поврзувањето. И на крај доаѓаме до резимето за Mitsubishi Space Star. Тој е далеку од совршен автомобил, но кога збориме за малите градски автомобили, тогаш тој со своите атрибути доаѓа во преден план.
цената од 9900 евра е повеќе од прифатлива и разбирлива, а неговата опременост е несебична и богата. Подобреното подпирање, како и целата предница, даваат посебно чувство кога го исползувате во градски услови на возење. Тоа можам исто да го кажам и за неговиот управувач. Па затоа, што се однесува до градските автомобили, во последните 2 години што ги имаме возено, можам да заклучам дека Mitsubishi Space Star е вистински джекпот.